Посвети се на себе е слоганот по кој беа промовирани делата личен менеджмент и практикум по личен менеджмент од авторките професор доктор Даниела Карадаков и професор доктор Гордана Тасевска. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Двете книги беа инспирација всушност да бидете наши гости, но и да отвориме една тема за која што треба се повеќе да зборуваме во јавноста и во утринските емисии како дебата. Зошто е важен личниот менеджмент и зошто повеќе и како индивидуи, но и како образовен процес треба внимание да се посветува на оваа тема. Добро утро ще еднаш, среќни празници, добре ни дојдовте. Благодарам. Добро утро, добро ве најдовме. Ви благодариме многу на поканата и ве голема благодарност што актуализирате на многу важна тема важна за сите нас, затоа што личниот менеджмент е тоа што сме ние, тоа што го правиме, тоа е нашиот личен развој, нашиот личен успех, но и нашиот личен неуспех исто така. Тоа е нашата лична визија која што ја градиме и всушност личниот менеджмент ни овозможува да ја креираме автентичната слика за себе пред реалноста, пред оние кои што ние се сами промовираме, се себе представуваме и така натаму. Личниот менеджмент е основата на нашите одлуки, на нашите постапки, на нашите однесувања кои што ние ги манифестираме, а исто така овозможуваме преку сето тоа да направиме рефлексија, да извлечеме научени лекции и да ги планираме нели понатаму идните акции. Така да во основа ние сме тоа и затоа целевме да овозможиме една и базична основа, теоретска основа, со чија помош, оние кои што се заинтересирани да вложуваат во себе, да се обезбедат едукативна основа за личниот менеджмент. Така. Доаѓаат книгите во едно вистинско време, кога не само во Македонија, туку и во светот се повеќе и погласно се зборува на оваа тема, бидејќи можеби ете навидум не изгледа дека промените што ги правиме кон себе си не значат за светот или глобално ништо, но како се вели капка по капка езеро. Така да верувам дека ќе се согласите со мене дека е вистинскиот момент кога токму и овие книги ја догледаа светлината на денот. Професорка Тасевска, зошто личниот менеджмент е важна вештина? Знаеме, да се надополниме со да, токму тоа. Знаеме дека вештините се способности нешто да направиме подобро за себе и воопшто за опкружувањето во кое што действуваме. Токму кога ги пишувавме овие редови, кога ја стававме програмската содржина, сметавме дека развивањето на вештините до степен на компетенции, значи да го правиме нештото на што го научивме, да умееме да го практикуваме, беше цел на самата програмска содржина на личниот менеджмент. Видете вака, многу работи ние во животот не сме свесни дали ги знаеме или не ги знаеме. Еноставно. Токму преку личниот менеджмент ние ќе ги осознаваме и ќе минуваме низ фазите како нештото да го претвориме во компетенција, тоеш како нештото практично ќе го изработуваме. Во прво време, вие кога сте застанале да покрај автомобилот за управувачот, не сте свесни дали знаете да го возите, тоест да го управувате автомобилот или не знаете. Токму тоа е таа прва фаза кога ние не сме свесни за нештото дали го знаеме. Она втората фаза кога застанувате зад автомобилот и гледате или ви рипнува кога почнувате да се обидувате да го стартувате или едноставно веќе знаете дека не знаете да го возите, тоа е она втората фаза кој што во фазата на компетенции и стекнување на токму тоа, дека треба нешто да направите. Третата фаза е фазата на учењето. Како тоа сега... Но не помалку битна, важна сакав да кажам, но така ги премногу важна, дека сега треба да направам нешто за да знам автомобилот, нели да го возам, и барате автошкола, барате инструктор, земате дополнителни часови, за на крајот, четвртата фаза, веќе не сте свесни дека веќе знаете, застанувате зад автомобилот, не ви треба ништо на повторување во глава, за секунд можеби ќе се најдете неколку километри напред и не сте свесни дека сте го стартирале автомобилот. Е токму тоа. Овие вештини да ги претвориме во компетенции во делот на сите програмски содржини кои што колешката ги напомена, почнувајќи од личниот бренд менеджмент до планирањето, справувањето со опасностите што ни ги нуди сакали или не обкружувањето, па се до моментот на како да се справиме и ние со оние кои што се околу нас е токму тоа вештините на личниот менеджмент. Секој кој што подлабоко ќе
навлези во ова проблематика. Едно кратко подпрашање, само кога ќе се спомне самиот поим личен менеджмент, навидом ми изгледа дека е нешто кое што го разбираме, кое што ни е премногу јасно, но верувам ќе се согласите со мене, ова е многу комплексна тема, толку комплексен поим, па затоа верувам дека овие книги, јас би ги нарекол и прирачници, ќе им бидат од голема корис на луѓето за да всушност сватат колку треба да вложуваме во нас на оваа тема. Ние велиме дека сме креатори на сопствената, секој креатор на сопствената иднина. Ако не умеете лично да се менаџирате, не знам за каква иднина ќе зборуваме. Ова го знае секој успешен човек што си наумил што сека да биде во животот и знае зошто го зборуваме ова. Каква е состојбата, професорка Карадаков, во македонскиот образовен простор со ефективното себе менаџирање? Да дадем еден осврт, сигурно истражувавте и пред да биде ова напишано во книгите. Точно така. Ако тргнеме од тоа дека личниот менеджмент е основа за личен успех и личен развој, така да учењето во целиот тој процес е основа за да се случи тоа. За жал, ретко кој во македонскиот образовен простор дава конкретен фокус баш на оваа тема, личен менеджмент. Може да се пофалиме дека ние во рамките на нашето постоење, онаму каде што доаѓаме институцијата Бизнес Академија Смилевски, го правиме тоа уште од 2008 година, како дел од студиските програми на прв циклус на студии, затоа што таму е задолжителен предмет, но го правиме преку делот на неформалното образование. Сега, и заедно со колешката сме согласни дека ова не е тема која што треба да актуализираме тек во високото образование. Ова е тема која што треба да почне да се работи уште во најмала возраст, уште со децата, преку игра, едукација, да може овие вештини кои што се за себе менаџирање, да се развијат уште од најмала возраст. Моментот дека учиме да читаме, учиме да пишуваме, е момент кој што го градиме низ текот на образованието, но малку забораваме да учиме да слушаме, да развиваме емпатија, некако оние клучни вештини, емоционалната интелигенција, справувањето со проблемите, менаџирањето со времето, грижата за личниот развој, развивање на навики за ефективност, справување со опасностите што ги спомена колешката исто така, се всушност исто така многу важни за да можат децата што од најмала возраст да се справуваат со сите предизвици што понатаму во животот нели ќе ги следат. И затоа ги креиравме токму овие дела за да нели таа основа ја дадеме барем онаму каде што ние можеме да действуваме. И оние кои што нели сакаат да работат на себе, ги препознаваат овие дела, вредноста на овие дела и навистина дадоа до сега голем ефект. Среќни сме што еве за неполни 2 години го очекуваме третиот тираж од книгата, значи добро е, во Македонија се работи, иако на едукативно полемносно на образовно ниво е многу малку застапено, сепак свесноста кај луѓето се развива и почнува да се действува на насоката. Луѓето се ги наоѓаат начинот, се ги наоѓаат патот да нели дојдат до тоа што сметаат дека е добро за нив и ете добар е податокот дека трето издание ќе има, трет тираж. Тоа е добро да се знае. Сега убаво звучи ова од мали нозе, колку само во убава земја, во убаво општество би живееле, кога би биле повеќе свесни за нашиот личен менеджмент, но јас верувам во промените и секогаш сакам и се трудам да бидам позитивен, бидејќи на овие теми до пред 10 години па и не се му обетеше. Ако сега во 2023 година можеме да зборуваме нова, значи одиме кон подобро. Затоа следното прашање ми е кои се симптомите на лош личен менеджмент, како да ги препознаеме и како да го вклучиме алармот, црвениот аларм дека треба да си посветиме внимание на себе си. Бидејќи, извинете сега што додавам, верувам ќе се согласите со мене, ако лично лошо се менаџираме себе си, тоа и се рефлектира и на работната средина, на останатите колеги каде што работиме. Така. Јас многу се радувам и ќе почнам со ова последно што го рековте. Многу македонски компании со кои што имаат странски инвеститори моментално во Македонија сте се свесни за индикаторите кои што укажуваат на лош менеджмент и почнавме заедно со нив да работиме на едно неформално образование преку обуки, да ги издигнуваме токму овие компетенции кои што доведуваат до ова што вие сега напоменавте. Веќе во тек се обуки, во повеќе од нив, каде што по пат на внатрешно оценување се констатира дека менаџерите покрај оние технички знаења од областа во која што работат, имат недостатоци. И недостатоците токму укажаја на моментите каде што тие лично имат пропусти во личниот менеджмент, тоест во она како се однесуваат со другите. И токму сега кои се симптомите?
Па едноставно недостаток на емоционална писменост. Вие можете да се емоционално интелигентни, но да немате емоционална писменост. Тоа е еден индикатор дека треба да се работи со вас како менаџер, градејќи ги токму тие вештини. Исто така, вие не умеете лично да се продадете. Значи, ако ги имате многу вредности кои што мислите, може би, дека ги имате, но другите не ги препознават. Морате да издигнете собствен личен бренд, за да може да некој да ве купи во наводници. Исто така, не умеете да направите собствена свота анализи и да поставите лични цели. Значи, или тие се премногу ниски, брзо ги остварувате и толку се задоволувате, или се премногу високи, па се фрустрирате дека не можете да ги постигнете. Исто така, симптоми на кои што кажуваат дека имате лош личен менеджмент, се извинувам дека тоа го кажувам кон вас, него се разбираме, да бидеме добре разбрани и за војазноста и тоа што мене ми светна очињата. Колку работи си најдов како недостаток, затоа и ве слушам. Ете, токму тоа, да рефлектирате на одредени настани на денешниот ден. Сигурно вие по завршувањето на вашиот работен ден треба да застанете и да кажете што е она што јас денес добро го направив, што е лошо, што нешто ќе го уште еднаш ќе го повторам, онака како што било или никогаш нема да го повторам. Исто така, како што напоменав, опасностите демнеат околу нас, на професионално поле и на животно поле. Како што напомена и колешката, на самиот старт, личниот менеджмент не е само за професионален личен менеджмент. Значи, тој и на вашето приватно поле, во односот со вашата партнерка, во односот со вашите деца, во односот со вашата социјална средина. Да, не е само за работа, секаде тоа. Мобингот на работно место е дел кој што се тема и почесто се споменува. И тука, индикатори како да се справиме со оние кои што вршат на нас мобинг или едноставно да се заштитиме. Значи, има многу нова тема да зборуваме и повеќе сати ќе имаме што да зборуваме и да привлечиме јавноста. Да, јас само ќе ги замолам колегите да ги покажат книгите, ги имаме тука. Јас го имам и последното прашање, чисто да ги погледнеме како те изгледаат. Каде може да се купат? Книгите може да се купат во Бизнес Академија Смилевски, значи како издавач на самите книги, така да може директно таму или преку нас како се во продажба. И сега завршуваме. Јас се извинувам и самиот изглед, токму ова пеперутка е вашиот личен развој. Знаете, вие пеперутката почетоците ги има како гасеница. И колку е пријатно да ја видите, за на крај погледнете. Но никогаш не гледате ова пеперитка недостасува да биде во пат на перфекција. Никогаш нема крај. Така. И завршувам со прашањето, кои се ризиците од недостаток на оваа вештина кај луѓето? Так. Колишката напомена кои се симптомите кои што може да се јават и нормално сето тоа носи последици како на индивидуална, така и на организацијска основа. Оно што вие го споменавте дека нели сето тоа прави промени во организацијата. На индивидуална основа промените се генерално од емотивна природа може да бидат промени во однесувањето на поединецот или може да бидат промени кои што настануваат од физиолошка, односно здравствена природа, дури нели промени во здравието. А од организацијски аспект промените ги чувствува организацијата и сите субјекти кои што се вклучени во самата организација. Зашто кои последици станува збор? Значи, тука може да станува збор за промени во расположение, несоница, промени во здравствената состојба на поединецот с голем намален крвен притисок, промени во работата на срцето. Исто така промени во однесувањето со средината. Може да се јави агресија, може да се јави депресија, анксиозност може да се појави. Значи, сите тие лоши симптоми, односно лошото себе организирање, непланирањето, несоздавањето на јасни цели кои што ќе доведат до нејасни резултати, сите тие промени кои што ги опфаќа всушност и третира личниот менеджмент може да направат бројни последици како на индивидуално, така и на организацијско поле, нели во секој аспект на нашето живење, не само во деловниот свет, туку и во приватниот живот. Затоа ние даваме ни кратки совети кои што може да помогнат на секому да нели излезе или малку навлезе во оваа проблематика, да работи на себе, со тоа што првенствено го направи тоа што колешката го кажа рефлексија, што треба да подобриме, што треба да промениме, што треба можеби поинаку да направиме. Друго нешто е да си поставиме јасни цели, а за тоа ќе ни помогнат научените лекции од минатите акции што сме ги имале. Исто така да си направиме план за личен развој. Учењето е доживотно и треба да се грижиме, затоа што ако не учиме,
цапкаме уместо стагнираме и не се развиваме. Тоа е основата за нашиот личен развој. Да умееме да се сплотуваме со луѓето, да се дружиме, да воспоставуваме нови контакти, да се развиваме така, да развиваме емпатија и на тој начин веќе полека ќе навлегуваме во длабочината на личниот менеджмент. Верувам дека успеевме убаво да ја доловиме суштината на овој проект и верувам дека нема да бидете последен пат наши гости, дека ќе се видиме повторно наскоро за вакви нови слични проекти кои што ќе ги реализирате, па не мора да се само книги, нели ете предавања, работилници и така натаму, бидејќи треба да зборуваме на ваквите слични теми се повеќе во јавност. Посакувам уште една стрикни празници и благодарам за гостувањето во Македонската телевизија. Благодариме. Благодарам уште еднаш.